Почитувани граѓани, почитувани новинари, по двомесечна блокада од страна на опозицијата, вчера Собранието ги донесе измените и дополнувањата на законите со кои се реализираат пакетот мерки, односно петиот пакет мерки. Овие денови започнува исплатата на финансиската поддршка за исплата на плати за месеците февруари и март, каде се опфаќаат 60.000 работни места. Компаниите од најпогодените сектори на располагање ќе имаат 615 милиони денари кредити со 0% каматна стапка. Обезбедена е и поддршка за самостојните вршители на дејност и за регистрираните занечи. Оваа помош граѓаните ја чекаа со месеци заради деструктивната опозиција во Собранието, која правеше се за овие закони да не се донесат. Парламентарното мнозинство вчера реши да стави крај на уцените од парламентарната опозиција, обезбедивме кворум и потребно мнозинство, Собранието беше функционално и ефикасно. Вчера победија интересите и потребите на граѓаните, на оние граѓани чии представници сме, оние граѓани кои не плаќаат од буџетот. Вчера повторно беше поразено деструктивното, ненародно действување на опозицијата. Пропаднаа сите нивни обиди народот да остане без помошта која е обезбедена од владата, пропаднаа нивните обиди Собранието да биде нефункционално и закочено. Но денеска повторно сме сведоци на деструктивно, ненародно однесување на ВМРО-ДПМНЕ. Денеска, на само еден час пред одржувањето, Тимчо Муцунски ја откажа седницата на Комисијата за финансирање и буџет. На оваа седница на дневен ред беше уште еден закон од интерес на работниците, закон поврзан со надминување на последиците од корона кризата, односно законот за данокот на добивка. Со предлог измените се предвидува олеснување на начинот за покривање на загуби на товар на идните добивки, се зголемува износот за регрес кој не се даночи, со што се создаваат можности за исплата на повисок износ на регрес за годишен одмор за работниците. Ете колку се грижи ВМРО-ДПМНЕ за работниците, колку се грижи за компаниите, колку се грижи за економијата. Очигледна е разликата, додека парламентарното мнозинство во секакви околности и на секаков начин работи за граѓаните, опозицијата, предводена од ВМРО-ДПМНЕ, на секој начин работи против интересите на граѓаните, на државата, на економијата. Затоа се казнувани на секои избори во последните 4 години. Затоа ќе бидат поразени и на следните избори. Затоа што не се водат од интересите на граѓаните, туку се водат исклучиво од личните и партиските интереси. Ви благодарам.